Вчера од пред парламентот, а денесот пред владата, раководството на ССМ побара линеарно покачување на платите во јавниот сектор за 2806 денари и враќање на правото на регрес за годишен одмор. Димовски ја повика владата да се реши проблемот преку амандман со ребалансот на буџетот или со општиот колективен договор, укажувајќи дека за разлика од 1 мај кога им ветиле повисоки плати, денеска никој не ги пречекал. Тогаш кажа дека за сите ќе има 2806 денара со ребалансот за буџетот, денеска ги нема. Затоа јавно апелирам и кажувам, работникот си дојде по обеќаното, работникот си дојде по своето, бидејќи ние немаме више друг начин како да издржиме во оваа економска криза. Немаме друг начин како да издржиме инфлацијата. Затоа ги повикувам целата влада, начело со премиерот, да го решиме проблемот што поскоро. Сакаат преку амандман во Собранието на Македонија, сакаат према општиот колективен договор во јавниот сектор. Од друга страна, веќе втор ден јавната администрација по 1 час ја прекинува работата како дел од активностите за генерален штрајк. Иако денес пред институциите вработени од јавниот сектор немаше од регионалната синдикатна подружница на Источниот регион, се на став дека штрајкот се одвива според планираното. Генералниот штрајк во организација на ССМ во источниот дел на државата тече без проблеми. Можам да кажам дека немаме обструкции. Штрајкот се одвива на тој начин што вработените од секоја институција во периодот од 10 до 11 часот излегуваат пред секоја институција со прекин на работата, обезбедувајќи при тоа 10% функционирање на секоја институција. Утре раководството на ССМ ќе биде пред Министерството за финансија, а вработените се очекува помеѓу 10 и 11 часот да ја прекинат работата. Во меѓувреме ќе се носи одлука како штрајкот ќе продолжи во понеделник.